простувањето. Но за да стигнам до темата, ќе почнем од една интересна приказна, која што е приказна напишана во Ката Упанишади, значи тоа е 10.000 години пред нашата ера, тоа се стари ведски списи, и една цела Упанишада, една цела глава е посветена на оваа прекрасна приказна, која што сега ќе ви ја раскажам, ќе тргнам ова за да ве гледам, да ме гледате. Ќе ви ја раскажам. Значи, малиот на Чикета, во некои преданија се вели дека е навистина мал, имал 9 години, 9-10 години, не бил возрастен човек, но бил духовно зрел, кој што се соочил со многу предизвици во неговиот живот, починале негови блиски пријатели и така натаму. Сега не ја раскажуваме целата приказна, само суштината да ви ја кажам. Се налутил на неговиот татко, бидејќи неговиот татко на боговите, наместо да им го понуди најубавото нешто, нели, они принесувале жртва. Жртвата, значи, принесуваш убави работи на Богот во тоа време, нели? Наместо да ги принеси убавите работи на Богот, ги дал лошите крави, нели, тие што не биле толку добри, што не раѓале, што не давале млеко. И младиот на Чикета, бидејќи знаел дека тоа не е доблесно, се налутил многу и го предизвикал неговиот татко во врска со тоа, односно јавно го посрамотил. Неговиот татко многу се налутил за сето тоа што се случило и на некој начин му рекол, сега парафразирам, да одиш во пеколот, нели, go to hell на англиски е, оди во пеколот, или те давам на богот Јама. Богот Јама во старите списи е богот на смртта. Малиот на Чикета тоа го сватил буквално, бидејќи толку многу се и разочарал и длабоко вознемирило целата таа ситуација, буквално го сватил тоа, отишол во ближната шума, седнал, нашол одредено место каде што ќе седнал и почнал да го чека богот на смртта, Јама. Седал таму, нели, целиот се истоштил, гладен, жеден и така натаму, и влегол ментално, енергетски во предворието на богот на смртта, во предворието на кралството на богот Јама. Тука го пречекале неговите тројца асистенти, тоа се помор, војна и глад. Тројцата асистенти на богот на смртта. И му рекле, он не е тука, знаеш, ако сакаш да те земеме ние, ој рекол, не, јас сакам него го чекам, него сакам да го видам, мојот татко ме предаде на него. И чекал уште 3 дена на ова предворие, додека не дошол богот на смртта Јама. И кога дошол, ја видел таа посветеност на ова едно дете во однос на него и посветеност и целосно предавање. И му рекол, заради тоа што си толку многу посветен, ќе ти исполнам 3 желби. Малиот на Чикета ги побарал следните работи. Првата желба што ја побарал од богот Јама, го побарал благословот или поклонот на простување. Тој знаел, иако бил мал, дека ако не му прости на татко му, таа енергија, тој оклоп на горчина што го имал во себе и лутина, цел живот ќе го прогонува и дека нема да може да продолжи по неговиот духовен пат. Вториот поклон кој што го побарал од богот Јама бил поклонот на внатрешниот оган. Тоа ќе го работиме утре, во трешниот ден. Внатрешниот оган, утре ќе ви објаснам што значи, сега да не ја ширам приказната. А третиот поклон кој што го побарал од богот Јама бил, да му ја кажем, тајната на животот и смртта. Тогаш богот Јама се возбудил, воопшто не му ни текнало дека може едно мало дете да му побара вакви работи. И му рекол, не, барај што сакаш, барај злато, барај коли, нели, кочи во тоа време, барај жени, богатство и така натаму, коњи, сето тоа ќе ти го дадам, не можам да ти го дадам последниот поклон. Он му рекол, па зарем сето тоа нема еден ден да дојде кај тебе во твоето кралство? И со тоа му ја затворил устата. И богот Јама му рекол, не можам да ти ја кажам таа мудрост, таа голема мудрост, не можам да ти ја кажам, но можам но мораш ти да ја искусиш. И му поклонил едно огледало и му рекол, кога ќе се погледнеш вистински во огледалото и ќе го погледнеш своето срце и својот ум,
тогаш ќе откриеш тајната на животот и смртта. И се вели дека со последниот поклон, на вистина, значи ќе доживеал внатрешно ослободување, простување и ја дознал тајната на животот и смртта, ама тоа ќе ви го кажам на последниот ден на предизвикот, за да би биде интересно да ви бидат, нели, сите овие денови и поврзани со оваа приказна. Приказната е на вистина инспиративна, но првиот дел од приказната е поврзан со она што на Чикета го бара од богот Јама, од богот на смртта, е поклонот на простување. Што мислите? Еве може да ми пишете или може да ми напишете во коментар на Zoom сесијата, ако сака може и на социјалните мрежи, зошто е важно да простиме?